Добър ден и сретни празници за сите присутни советници и други службени лица. Да биде среќна новата година и успех и здравие за сите да има. Ја отварам 46-та седница на Советот на општина Чешино Облешово. Дневниот ред го имате, ќе има дополнување само после тоа. Сега прво записникот да го разгледам и да го усвоиме. Некој дали има забелешки на записникот? Нема, ставам го записникот на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани, против? Нема. 11 за. Благодарам. Че дневниот ред го имате. Дополнување ќе биде за измена програма за јавно осветлување, бидејќи јавното предпријатие не можеле да најдат електричар да го одржат, да ја одржат уличните. Оние улични знаете што не се преко програмата, што не се заменети старите улични, и за тоа да се направи тендер со јавна набавка, да се јави фирма некоја кој ќе го одржи тие улични. Тоа е дополнување на дневниот ред. Некој од советниците дали има предлог за дополнување на дневниот ред? Нема, ставам го дневниот ред на усвојување со дополнителната точка. Благодарам. Воздржани, против? Нема. 11 за. Одлука давање согласно утврдување на максимален износ на вредност на наборот на пресметување на плати на даватели на јавни установи и на директорите на јавните установи за деца 2025 година. Значи, тоа е за градинките. Владата го утврдува БОДО, Советот само потврдува со одлука на Совет. Имам представник од градинката. Ќе ве молам само представете си име и презиме да ве запишете у записникот. Наталија Малино. Наталија Малино. Владата го утврдува износо на вредноста на БОДО, а Советот треба само да даде согласност. Останува исти како до сега. Добро, благодарам. Дали некој од советниците има прашање до представникот од градинката? Повели Сане? Дали е за 23-та, 24-та или 25-та година? Значи тука вика за 24-та, па после има 23-та, или тя треба да биде за 25-та година? Не. Имаше грешка в печатањето, 23-та пишуваше. И 24-та има, и 23-та, ја мислам за 25-та. За 25-та е тоа. Мислам дека е за 25-та. Ама фигурира. Еве, представникот ќе каже. Ајде. Да, за 25-та, тука пишува дневен ред за 25-та. 24-та, па и 23-та доле има. А сад гласа ми треба да биде како што треба. Ма тоа е за првата точка, во втората. Првата страни. За градинката. Чекај се, не ли втора точка? Ау! Извинете. Добро, некој, дали друг од советниците бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ставаме точката на усвојување. Кој е за? Воздржани, против? Нема. 11 за. Втората точка, одлука за давање на согласност за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на ЕПК да Облешово за 2025 година. Имате материјал? Еве сте сега у моменту и директорот стигна. Дали некој бара збор од советниците? Директоре, таму имаш микрофон. Ако збораш нешто, да го користиш микрофонот.
бидејќи некој не ба Има. Повели Сане? Значи, јас се извинувам тоа за првата точка, ова е за втората точка. Значи, фигурира тука 24-та, па 23-та, веројатно треба за 25-та. Јас се извинувам, значи, првото беше тоа за првата точка, за втората точка. Веројатно е техничка. Брат, да се преправи тоа. Добро. Благодарам. Некој друг дали има? Дали бара збор за оваа точка? Не, никој не бара збор. Ставаме точката на освојање. Кој е за? Благодарам. Воздржани против? Нема. 11 за. Трета точка. Одлука за давање на согласност на одлука на управниот одбор на ЈПК да облешува за утврдување на наместок за собирање и транспортирање на комунален отпад. Материјал имате на претходниот совет, расправаме со представник од јавното, запознаени сте сите советници. Дали некој бара збор? Повели Сане. Значи, одлука за давање на согласност на одлуката на управен одбор на ЈПКД облишува за утврдување на надоместок за собирање и транспортирање на комунален отпад. Вака, јас и на претходните седници имам дискутирано на оваа тема, но сега ќе повторам и ќе надополна. Факт е дека треба да се зголеми надоместок за собирање и транспортирање на комунален отпад, од проста причина што се зголемуваат и трошоците на ЈПКД за услугата што ја извршува во смисол нафта, плата на работници, резервни делови, сервиси на возила, канцелариски материјал, исплата на членови на паушал на управен и надзорен одбор и други трошоци. Кога се искажани сите параметри за покачување на надоместок за подигање на комуналниот отпад од страна на представникот од ЈПКД Облешова и од моја страна, секоја нормална личност, а не популистички, ќе ја разбере и ќе ја поддржи. Така би и јас би ја поддржал доколку се исполнети неколку недоследности кои ќе ги предочам и тоа. Значи, сум за да се зголеме, него треба некои недостатоци или некои работи треба да се отклонат. Неажурност за навремена наплата на долговите на субјектите на кои им е извршена услугата. На минатата седница побарав и список за ненамирени обврски спрема јавното предпријатие и до сега немаме, а истото барење го имав и на друга седница. Ако сакате ќе ви ја цитирам и седницата на Советот со број и датум. Ова го потенцирам бидејќи доста должници ќе си го подмират долгот, како што си го подмируваат долгот по доставениот список на должници по основ на кирии и надомест за истакната фирма на општина Чешиново Блешево. Не евидентирање на потрошена вода по основ на неисправен водомер со впишување на потрошена вода со просек од 10 метри кубни вода и приклучоци пред броилото, да не кажам кражба. Намалување на непродуктивни трошоци на јавно предпријатие во смисол на поставено прашање од страна на наш колега, член на Советот до директорот на ЈПКД, дали е точно, поточно ќе го цитирам, ајде, тоа е записник од 42 седница на Советот од 8.11.2024. Значи, член на Советот има поставено прашање кои се новите лица кои се вработени со договор на дело. Цитирам, директор на ЈПКД, Оливер Николов и Сане Јованов, а Ацо и Венцо се под општина, но сега ќе ги ротираме под агенцијата. Член на Советот, друго прашање, значи сугестија, имаме реакција од граѓани по кој основ тие работат во вторник во вашата кафана.
директорот на ЈПКД, за такво нешто јас не знам. Ако има такво нешто, нека се направи записник, соодветно ќе бидат казнети. Лично ние, членови на Советот, имаме дека истите работник таму има активност. После, мислам лично и се имам уверено, не тврдам за другите, прво како личност, како член на Советот, интелектот ми е погазен и на тоа ќе реагирам. Под Римско 2 за одлука на управен одбор на ЈПКД Облешево за 2000 денара. Значи, откако ни се доставија материјалите, а и предходно, за седница, ми се јавија неколку собственици. Значи, ако се инсистира, може со име и презиме, на продавници за висина за комунален отпад од 2000 денари. Реакциите беа во стилот дека со зголемување на сумата на 2000 денари месечно ќе се дојде до затварање на самите објекти, бидејќи онака се обременити со лиценца за алкохол, кирија, баждарење на вага, баждарење на каса, фирмарина, намалување на промет со фактот дека населението се намалува и отварање на се поголеми маркети во околните градови, кои се со попримамливи цени. Потоа имат плати на вработените, трошоци за придонеси електрична енергија, санитарни прегледи и други трошоци. Ако дојде до затварање на продавниците, посебно ги потенцирам теранци, кучичине, бурилче, уларци, жиганци и други, а знаеме со и бање дека немат колку е тешко, ќе се поттикне уште повеќе силувањето, ќе се намалат приходите по основ фирмарина, по основ комунален отпад, гробишта, вода и слично. Сето ова, наведено од моја страна, ако биде реализирано, ЈПКД ќе има солидна ликвидност и ако тогаш не е ликвидно, ќе бидам за зголемување на надоместокот што го бара ЈПКД, дури и повеќе од тоа. Ќе потенцирам дека мојата дискусија не е против вработените во ЈПКД, посебно вработените што се на терен, бидејќи гледам со какви маки се соочуваат, а згора на тоа и мала плата. Еве уште еднашка ќе повторам колку ќе се плаќа надоместок за комунален отпад. Василево сега е било 220 на 250. Повторувам го, Конче 180, Босилово 190 на 250. Ово го зборам за физички лица. Штипе 177 денара плюс канализација плюс паркови. Карбинци, прочитави минатиот пат. Ако треба повторно ќе прочитам. Знаете за Зрновци, за Кочани. На што ми има одговорено на Советот, тука и може да и бројот на седницата која, дека тие сметки во Карбинци се мафијашки или рекетарски, но таму сметките се нормални, со нормално и домаќинско работење на нашата општина ќе се гради, како што се гради во други општини, како нашата општина. А во таа општина, што има рекетарски сметки, Карбинци, имаат изградено, тоест реконструиран пат Таринци Долни Балван, поточно до магистралниот пат Штип Кочани, со осветлување по целата делница. А ние не можеме да се поврземе со експресниот пат Штип Кочани. Со оваа дискусија сум свесен дека ќе имам непријатели, но многу повеќе ќе ме поддржат, но најбитно ми е дека ова го правам за доброто на тие што ќе ми се нови непријатели и за оние што ќе се согласат, но и за напредок на општината, а не за да има можност да ни ја одземат. Ова ќе го илустрирам како на еден пластичен пример. Значи, со домаќинско работење, да видам дека добро. Значи, ако имаме ние некоја кофа скапана, значи треба и вода да се надополнува, и бараме повторно и повторно да се надополнува кофата. А од долната страна е скршена, значи вода истекува и ние постојано додатураме. Значи треба да прво да санираме кофата и да видиме недостасуваат средства. Јас
ќе сум за. Во овај случај знам дека треба да се покачува, се ќе бидам воздржан, да не бидам толку ригорозен и ова пред се у интерес на општината. Јас се извинувам ако имам ако бидам погрешно сватен. Нешто друго ако треба повторно ќе се јава. Благодарам, Сане. Некој дали има коментар? Повели, Славе. Само сакам да прашам за втората точка. Мали правни субјекти, минимаркети, угостителски објекти, колонијали, аптеки, трафики. Дали за сите продавници, сите дуќани што имат за сите важи таа категорија? Како од тука не се наведени сите, сега има дуќани што држат што изфрлат многу помалку ѓубре од домакинства да плаќат по 2000 денари и тоа не е. Ако може да се дефинира кои спаѓаат тие мали правни субјекти. Благодарам, Славе. Повели, директоре. Мали правни субјекти може да се земат значи продавниците, кафулињата, ресторантите. Тука под 3 производствени и преработувачки капацитети, фабрики и супермаркети. Тоа е како жито маркето, да ти појаснам поточно. Значи жито маркето не е у исти ранг со малите продавници колонијали. После имаме 8000 денари за преработувачки капацитети како фабрики, ево марихуаната, екстра фунги, нешто од тај обем. И сметам дека 2000 денари за угостителски објекти, колонијали, аптеки не би било превисока цена, како што кажа колегата, ќе се затворат. Ако треба да се затворат за 2000 динара, нема зашо ни да се отварат, по моје. Тоа не е некоја, кога полнат по еден континјер, еве сега точно цитирам, Чешиново, маркето што е, полнат 2-3 континјера. Требало би да улезе и со тие со 8000. Сега може ќе рече некој таму фрлат и од сограѓаните, било како, ама јас знам дека континјерите двата се полни 2 пати у неделата барање има да ги изнасаме. За 500 денари ако треба да го работиме тоа, депонијата е слободна, ќе обележиме слободно возило на сите маркети, нека си земат и нека си ги носат на депонијата, сами нека депонират. Со наша согласност. Нема потреба да плаќат за 500 денари, да имаме обврски према нив и секојдневно се препуцаваме тај виновен. Иако овие се цени покачени, сметам дека со ово нешто нема да бидеме ликвидни. Ово е само нешто символично што е требало да се случи пред, да не речем, 3-5 години. И сега наеднаш како доаѓа до тоа покачување, малку е проблематично. Јасно, ама освен тоа друго не гледам барем малку светол зрак за комуналното. Пошто сме у незавидна ситуација, со блокирана сметка, со превисока струја, со преголем трошок за нафта, тоа кажавме, плата, покачување 2-3 пати поред и тоа е тоа. Добро. Завршивте, директор, така ли? Завршивте? Добро. Граначалник има збор. Благодарам, председател. Јас, апропо, би се надоврзал на целокупната дискусија и од директори и од двајцата советници. Сега може би некои работи или моменти ќе ги пропуштам, меѓутоа генерално гледано целта ми е да укажам, благодарам, да укажам на некои ситуации што ценам дека треба да бидат слушнати. Ако не се лажам, у самиот говор на советникот Стојанов беа кажани моменти дека баждирање, не знам, фирмарина, вработени и така натаму, дека се приморани да бидат ликвидни или да ги сервисират по основ на месечен надоместок. Па од таа страна ценам дека од која причина па ние би правиле отстапки дека и не треба надоместокот спрема јавното комунално предпријатие исто така да биде сервисиран.
2000 денари е ставено затоа што знаете дека во веќе не е новитет во однос на покачувањето, тоа со обидите со јавно комунално предпријатие заедно со управувачкиот одбор. 2000 денари е ставено паушално, што јас, еве, ако мене лично ме прашувате, јас би одел како и другите општини по метар квадрат. Донев да има право за тоа дека треба да се појасне, меѓутоа ако го земе по метар квадратен ќе има небулозни сметки каде што верувате дека од поедини субјекти ќе имаме забелешка. Причината за тоа што се прави, не дека јас треба да бидам директно инволвиран, меѓутоа па треба да бидам директно запознаен околу целата постапка околу покачувањето, затоа што гледате дека тенденција има покачување не само на доместокот за смет, значи тоа е аналогија на сите тие пропратни моменти и околности по кои што ние треба како тоа со они како правен субјект да се устроат. Знаете и самите дека, тоест не знам, ја може би знаете дека веќе комуналното предпријатие од претходниот месец работи веќе со блокирана сметка, а тоа е резултат на не наплаќањето, туку на наследениот долг по основ на електрична енергија. Јас само тука би сакал да додадам дека да, најдете соломонско решение, меѓутоа што треба да има предвижување по однос на покачувањето, треба да има. Тоа е неминовен и ноторен факт. Ние колку и да сакаме да го оспоруваме тоа, треба да си земеме и треба да бидеме свесни да си земеме во предвид дека мораме да се устроиме со актуелните случувања што ли се случуваат. Сега, ние како општина и заедно со јавното комунално предпријатие веќе сме навлезени во матрицата со поинакво управување со отпад. А тоа значи дополнителни реперкусии по однос на наплата. Значи, ја неколку пати се обидувам тоа да ви го укажам или да ви го пренесам како информација. Од тука нема отстапување, затоа што постулатите се поставени уште од 2014 година, за да ние сега веќе одеме кон крајните моменти за завршување на самиот проект. А тоа значи устројување по матрицата која налага Европска Унија, затоа што ние ги користиме европските фондови. Совето, заедно со мене, ова е многу битен момент што треба стварно на вистина да го сватите, Совето заедно со мене само дава согласност. Значи ние ние можеме да дадеме моменти за мислење, да едноставно се направи некој баланс или било што според нашите околности, меѓутоа отстапување од тоа нема. Нема, затоа што ние веќе заедно источен, североисточен, тоест регион, веќе се има потрошено 40 милиона евра и ние мораме да се устроиме по таа матрица, во спротивно ќе плаќаме ќе бидеме пенализирани не само како општина, туку и како држава. И јас од тука ценам дека треба стварно на вистина да бидеме приемчиви по однос на целокупната ситуација, за да заеднички, тешко ќе биде, знам дека ќе биде тешко, како што ни е тешко што секојдневно ги слушаме покачувањето на цените по однос на било кои моменти, меѓутоа ние мораме да најдеме заеднички јазик за да можеме да го прифатиме тоа. Друга работа. Осветлување и асфалтирање на улица од Таренци спрема Долни Балван. Чинам за таа беше. Значи, проектот е направен преку Министерство за транспорт и врски, значи тоа е светска банка, не дека ние како општина ќе немаме искористено тие средства и дека немаме аплицирано, значи Маршал Тито прва фаза средствата се искористени по однос на тој повик. Значи јас го имам елаборирано, јас го имам правен тој проект, еве го гледаме дека е прва фаза завршена
а тоа е се од претходната ликвидност или колку ние како општина имаме наследено долг. Значи Европска унија и Светска банка не ги интересира дали ти имаш 15, 40 или не знам колку милиона евра, тоест милиона денара, се извинувам, пардон, наследено како по однос на доверители, туку они ја гледат ликвидноста и наплатата. Значи ние како општина го имаме искористено максимум. Ми знаете, до ден денес ние како општина заедно со вас збориме како мандатари, вие како советници и јас како градоначалник, имаме 0 денари добиено од државен буџет. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. Само едно прашање до директорот. Од таа првата ставка што е за мали правни субјекти, од колку се качува на 2000 денара? Претходно од 500? Да. Тука е малку Земите го по метар. високо. Од 500 на 2000 тоа е високо. Са реално да се збореме сите. Инаку за овие другите нагоре големите не е многу. С тие што се те како жито, тие чешиново, тие екстра фунги, за тие фирми поголемите не е. А овие најмалите Точно така, тие што плаќаат по 50 души работници, многу става клучна на враста не е многу, за вие што работат по улици се неосигурени, да наречам, да надлегуваме у приватен бизнес во работата, е многу. Сега да не сметам дека 2000 денари се символично само нешто тоа. Тоа е многу, пошто е сега наеднаш што ја ве разбирам дека можеби треба да биде толку, ама на еднашка одскоко е многу висок. цело време Совета на општина Чешиново Опришево, не овај мандат, и претходни, попретходни си играл политика. И ќе собираме гласови да не покачуваме ѓубето. Сега ќе ставаме система овде, ќе земеме, дека треба да носиме 30 км, 40 во двата правца. Кога платите ни се покачени да не се навратиме повеќе. Не знам по кој пат треба да кажеме. До плафоње се отидено, 2000 денара, мислам дека за ни еден правен субјект не би било проблем да го плате. Нека се врате па назад 50-20 години што е плател по 300, по 200, по 400, зашто вие не се речеле многу е малку ова. Еве за имаме технички преглед, треба да платите спомнати, околу 40.000 ѓубри. 40.000 спрема квадратурата. Град Виница 3 месеци не беше сервисно јавното комунално предпријатие, ни изнеса ѓубре затрупано беше градот во смет во ѓубре. Најскапо квадрат 10 денари по квадрат стави. А ние символично 500-600 денари плаќа за пумпата, бензинската чешинова и за целиот круг фабриката што е тука. Ја мислам дека Треба да биде само момент, 40.000. Моje мислење дека овие технички сервис што е, не треба да би го малите ставен. А не е малите ставен. Оние, ако одаме по ставката со квадратура, да ги мереме сите, да биде секако што треба да биде околу 40.000. Тоа е веќе превисока цена. Со тоа нешто можеме да направиме револт меѓу бизнис секторот, значи, овака со 2000 денара мислам дека тоа е символично. И нема пак да бидеме ликвидни. Тоа е нешто што е на минимален ставен. Добро, директор. Збор бара Франческо Наков. Поволи, Франческо. Директоре, дали сметате дека категоризацијата е правилно направена на пасивите? Не можам да кажам ни да, не можам да кажам ни не. Значи за ова нешто што вика стане цело време воздржан. Моje мислење лично е дека треба. Извини само. Добро. Советниче. За тоа сме тука во јас мислам дека денеска го ставаме на гласање да или не. А да полемизираме имаме уназад 2-3 седмици и да губиме по 2-3 сата. Значи тука ставаме на гласање. Важи за или против. Воздржан готово. Значи ово истото што го гледате 300, 2000, 4000, имате право вие па да се состанете. Директоре, мала дигресија, се секунда не да се на законот. Значи, Советот дава само согласност на предложени. Да. Ние немаме технички, статутарно и правно. Па за тоа да Ние не јас ќе ме молам, значи не може Советот да дава. Советот само вели да, се согласувам или не. Значи Советот не ги крое. Значи тука малце да ги разграничиме ги работи. И благодарам извини што ми упаѓам. Па тоа е на истото кажував јас, значи ставаме го на гласање, се изгласува или не се изгласува. И тоа. Добро, значи пред гласање секој пат има полемизирање, има разговор, има предлози, значи тоа секој пат. Тоа го надминеме, претходно пат. И од ваша страна, оваа сега што е ставено тука 300 денари, тоа не е
не од мене. Да, за тоа се согласувам јас лично и така беше тај наш предлог. Од друга страна за правните субјекти, сите советници беа и управен одбор кога разговаравме, што викаме, поклучувањето, ајде нека биде на правните субјекти, правните лица, а физичките многу да не ги оптеретуваме. Вала ние живееме повеќе се финансираме од физичките. Правните са многу малку при нас. Многу малку. Кој од советниците бараше збор друг? Франческо си јави. Повели. Не сум завршил. Ајде. Моje лично мислење е дека треба категоризацијата да се разгледа уште еднаш. Ја делумно се согласувам со одлуката, со сите, со физички лица, со големи правни субјекти. Само малите правни субјекти мислам дека не се категоризирани како што треба. Треба да се разгледа уште еднаш. Затоа што тука имаме маркети што стварно имат многу отпад, а имаме и мали продавници што немат ни на половина отпад од нив, а се ставени у иста категорија и треба да плаќат по 2000 денар. Само да се направи категоризација кој да плаќа 2000 денар, кој да не плаќа 2000 денар. Поголемите можат слободно да идат кај големите правни субјекти, помалите да останат. И цената да се намале барем на 1000 денара, од 500 да се зголеме дупло на 1000. Со другото комплет се согласува. Добро, Франческо. Вие како совет, ако не сме сложили денеска да го изгласаме сето ова, категоризацијата и наредниот управен одбор, кога ќе имаме, нема да паушално од ракав да ги тереме работите, ќе одеме по квадратура. Дали ќе се мереме со град Скопје, дали ќе се мереме со Кочани, со Виница, ќе најме некој просек, средина и мислам дека најидеално би било по квадратура да одеме. И да нема никој ни оштетен, нити награден. Да. Јас лично само една дигресија и ќе ми простите па. Ќе ве молам, немојте ќе кажам чаршиски кажано да се играеме тука кој е посилен. Ако одеме на почеток по квадратура и тоа го пресметува, прави некои калкулации како што ми дозволува мојот ментален склоп, ценам дека тоа ќе биде рапидно зголемување. Тоа ќе биде рапидно зголемување. Не е добро, не дека ние сакаме нешто тука да како вие што спомнате директора претходните совети играчка играли или не знам, не можам, не се сеќавам на фразата. Меѓутоа, ако сега преминеме по слична методологија како што вие ја предлагате, тоа ќе биде рапидно зголемување. И јас оценам дека малце треба да бидеме умерени околу тај дел. За категоризација, гледате дека има мали и големи правни субјекти. Значи, овие се сугестии, ако компаративно гледаме од претходната одлука, тоа за утврдување од управен одбор, гледам дека веќе има корекција тука. Тоа го видеуше кога ми ги беа доставиле документите за совет. Значи, имаме мали правни субјекти и големи субјекти. Сега, кој каде, ама и убаво опишено, капацитети, фабрики, супермаркети и друго. А знаете дека еден маркет дека по 2 контејнера полне. И тоа од големите, не канти. Значи тука, ако веќе он канта користе обична, не можеме да го ставиме во големи правни субјекти, ама ако користе веќе канта со пакети, тоест контејнер, па веќе тука не можеме ние да бидеме толку приемчиви и толку да се фаќаме на емоции. Дека он ќе бил оптерет. Па гледам го, како не спаѓа, па гледам го. Значи има убаво е разграничено, баш кај е намалено. Јас пак ќе кажем, ово не мора да значи дека и мене би ми одговарало, јас искрено да. Нека биде по метар квадратен, ама што ќе направиме ние? Тоа ќе биде страшно, верувате дека неколку струко, не дупло. Туку не знам по колку ќе биде качено по метар квадратен. Ако ја земе најниската тарифа, гледано у пракса Кочани, Виница, Штип и околните места. Верувајте дека малце треба тука стварно навистина треба да размислиме околу тоа како ќе поставиме. Ви благодарам.
Благодарам, граничалниче. Јас лично мое мислење и по метар квадратен не може да се стави затоа што има некој големи објект, а не испорачува ѓубре, не изфрла ѓубре. Може една канта само изфрла ѓубре. У кој случај тај ќе му стават многу ѓубре да плаќа кога значи ѓубре треба да плаќа тај што најмногу фрла, најмногу да плаќа. Тоа е нормално. Ништо друго. Тоа самото јавно предпријатие треба да си направи една стратегија да види овај маркет фаќа фрла толку ѓубре, ни фаќа фрла толку таа фирма, толку испорачува пример Амфенол и тие други фирми што се плаќаат стварно многу. Ама само размислете на тие работници јадење и сокови и шишиња само колку изфрлат дневно. Има ли мини маркет, збориме за продавнички, тоа не може да го наречам маркет, дека Микрофона само. мини маркет дека со една канта од 120 литра од 7 работни дена издржи со толку и повеќе отпад нема. Едно домаќинство со 120 литра канта е доволно за неделата. А мини маркет, најмалата продавница, мислам дека не би можела да биде со една канта. Не постои такво. Па добро, затоа предлогот што беше на советников Франческо 1000 денара да биде, значи 3 пати повеќе од това, значи 3-4 канти да биде, од прилика 3-4 канти. Па тука веќе физичките лица ќе бидат за ние прескапо. Значи кога може фонд со секојдневен дотур на роба, значи имаме пред нас маркет, можеме да погледнеме, имаме пред него друг колонијал продавница, значи ако треба да одеме од куќа на куќа и од правен субјект направен да гледаме колку ѓубре праве, тоа е веќе ниска работа. Тоа самите вработени ќе ги известат за тоа. Значи, Јас немате мислам дека да идеалната Граничалниче, јас се извинувам, ако не дава совето, нема потреба да дојде до совето. Значи дека си го решат и ние не се бунеме. У тај случај. Оти ние сме на удар советниците, ние сме многу на удар. Председател, Јас се слагам да биде цената, ама да отидеме по сите населени места и да кажете јас инициирав, мора да биде така и нема проблем, слагам се. А ние останеме на удар. Кој дека не сретне не вреѓа и 300 чуда. Значи тука тоа е проблем. Па така е. Така е. Како граничалник и вие како советници дека има едно Дали друг од советниците бара збор? Чекај, Франческо, ти искористи неколку пати. Сане, имаш ли право? Не? сите го прекинуваат. Добро, последните. Ајде, Франческо. Само имам еден предлог. Мој предлог е одлуката да остане иста со една мала корекција. Малите правни субјекти да се намалат од 2000 на 1000 денара, а другото да се остане исто. Фала. Добро, благодарам. Славе, повели? Окај, ја ќе се надоврзам на тоа. Само и исто едно прашање. Еве, например, ја имав некои консултации, се облишо дуќани, например, ќе воземам пример тахограф, што ѓубре праве на канта, нема ни толку и сега тај дуќан не произведува толку ѓубре како некои продавници или нешто и сега и тај од 500 денара и тај е на 2000 денара. Сега и тука нема некоја логика сега или некој како не знам сега аптеките колку прават ѓубре, ама знам дека некои продавници, кај нас има продавницата до мене, дека со една канта обични и од домаќинството терат сега. Покачувањето и ќе останам и ја на тај став со Франческо од 2000 на 1000, другите точки сите сум согласен. Со втората не можам да се согласам. Добро, благодарам, Славе. Друг дали бара збор од советниците? Нема. Сане, повели? Последно околу. Значи, минатата седница јас немам реагирано за второ римско, што беше за 2000 денара за правните лица. Мислејќи дека ќе бидам погрешно разбран, оти сопругата има продавница, но овие реакции беа после доставените материјали, овие 5-6 дена. Ето лично за кај мене да речеме, ја собираме фолијата у вреки и тие вреки ги зима фирма што праве кеси за пазарење и тие пари ги прибиваме. Значи може тоа и другите продавници тоа да го прават. Благодарам.
Благодарам, Сане. Сега, директоре, мислам дека и вие тука треба да се сложите, колку нешто друг пат може да правиме и друга корекција со предлогу на Франческо, само таа под број 2 мали правни субјекти да биде 1000 денара. Ако треба на управен одбор да го измените. Ако не, па цел месец да не се чека, мислам ако може така, по тој мој предлог. А дали би можело законски? Мислам дека треба одлуката да помине на управен одбор. Без управен одбор нема да можеме да калкулираме тука плюс минус. И по 10.000 да сте сложни за шуми касање за римско 2, не може да се споеме без одлука на управен одбор. Добро, благодарам. Ако дајме ние дозвола, вие после да си сви. Па може само Значи, вака сега, на претходната седница имаше представник од јавното предпријатие кој ви објасни дека на оваа седница ќе ја разгледуваме оваа точка. На таа седница требаше да произлезат предлози од ваша страна за одлуката на управен одбор да гласи со тие предлози. Законски, согласно закон за јавни предпријатија, Советот само дава согласност на одлуката на управен одбор и со тоа нели ја потврдува цената што е донесена, а не сега нели вие да кажувате таа цена и оваа, фактички вие ја менете одлуката на управен одбор, а не давате согласност на истата. Значи на претходната седница тоа сакав да кажам, требаше да дадете насоки за цената, да. На претходната седница не беше предложено за ова да се разговара. Само разговарахме за индивидуално домување, за приватни лица. Не сме разговарале за фирмите опште. Не беше и од представникот на јавното не беше наметнато тоа прашање. Да, за домаќинствата беше, да. Тоа беше така. Од 500 на 2000 стварно. Одекна кај да, знаеш што направи? Директоре, само една информација, мислам лично од мене, ние може да свикаме совет уште за рок од 10 дена. Исто месец. Значи што исто ќе важи од другиот месец. За тие 10 дена, ако може, таа корекција да направите само за тоа. Од Управен одбор за извештаи, за се ќе биде вметнато и тоа. Само во материјалите ќе биде тоа. 100 денари за домаќинствата, 500 денари за сите правни субјекти. А после целиот трошковник ќе го доставуваме секој вторник, секоја среда во општина Чишиново во Блешево. само микрофон ако сакаш. Значи, советникот од представникот на Куќи Шиново е запознаен дека на дневно ниво трошиме, па сега калкулираме од 70 до 100 литра ако би работила 24 сата агрегато за вода. Максимална наплата за вода у село Куќи Шиново 20-25 илјади. Со 100% наплата, поголема наплата нема. И сега ако ги ставаме се, значи мора од некаде и нешто и ние мораме да се покриеме, да дојдеме до приход. И ако одеме така треба, канта 120 литра. И кога ќе има некои побарувања од местното население како советници до вас да дојдат, зашо не е ѓубрето изнесено? Вие му дајте одговор тогај. Образложите му дека другари со 100 денари наплата се изнаса една канта од 120 литра. Твојот правен субјект Маркето до вчерашната седница не правеше ѓубре, немаше картони, немаше најлони, мушами, а сега дека се собра тоа ѓубре. Со 500 динара нема ѓубре, со 100 динара има. Значи, треба да не идеме на разбирање сите. Ово не го правиме од што нема што да работиме. Ово го правиме игри у немоќ за да се спасеме. Имаме 1 милион денара струја наследена со години што стоја назад. Блокирани сме од 625.000, а рамка повеќе не смееме да потрошиме. Значи, има моменти кога
плата зема комуналното, сезонците не земат. Па чекаме да се преклопи наредниот месец, па да земат редовно вработените и обратно. Значи имаме лимит до колку можеме да трошиме. 5 милиона денара да има на нашата сметка, не можеме да трошиме. Блокирани сме до 625, а само платата ни е 530-40 хиляди. И плюс сезонци, гориво, разходи други, струја 100 хиляди денари. И така да... Мислам дека треба да наидеме на разбирање за целата оваа ситуација. Не е паушално од рака фрлена бројката. Малку е правено некој резон, мада ние немаме економисти кај нас тоа да го удетал направиме, ако би го направиле, па по-детално ќе биде, верувам, со 20% поскапо и за правните и за физичките. Сигурен се. Добро. Некој од советот се дали бара збор? Не. Сега да го ставиме предлогот целокупно на гласање или по предлозите? Целокупно. Добро. Кој е за да се усвои предлого на управниот одбор за покачување на цените комплет и на физички и на мали субјекти, големи правни субјекти за сите? Кој е за? Треба да се врати на управен одбор. Таа не е некоја си не знам кога корекција, значи се останува исто, само ова да го згледаме на дупло, не повеќе. Тоа ја не знам Франциско законски налага дека секој измени и цената предлагањето треба да биде на управен комитет. Ние сега не можеме да правиме корекција. Не викам за што е проблем управниот да се свика. Минус 100 денари да е од 1900 да е и 100 да вратиме назад и за 100 денари. Не ме разбрав, проблем е да се свика управниот за да даде. Управниот тука да дојде. Не тука да додат, да се го свикате управниот, само и да направат корекција. Тоа ќе биде и тоа. Мислам, надевам се дека ќе биде овај месец ќе го свикаме. Само ми кажав со што ќе дојде. Тоа од мене дефинитивно. Зашо? На која основа? Моја видување, мислам дека ќе се снајдеме и ќе се спасиме, ќе ни пуштат средства, па или држава ќе ни помогне. 100 денари физички лица, 500 правни. Добро, предлогот советниците е да се таа коригира цена. Веќе од 3 советници исто и предлог го имаме. Значи, ајде ќе оставиме на гласање. Кој е за, како сега што пишува со покачувањето со пуни цени? Значи, по-добро е да се договориме, мислам да се договориме, да најдеме заедничко решение, да не бидат оштетени и они, да не бидат оштетени и корисниците на ВОЕ. Значи, ако сега веќе се ставя на гласање, тоа ќе биде како на удар на советниците испади. Така ли? Мислам, те до сега... Председателе, Повели, ви благодарам. Значи, последователно по овоа враќање не е право. Имаме и ние финансиски реперкусии, сега ќе следна точка ќе биде и тоа по однос на јавното комунално предпријатие, дека секој одлагање значи удари за општината и на буџетот на општината. Значи ние веќе во го дискутираме, па ако не се лажам веќе не знам колку 4, оваа 4-та седница. Дека со одлагање, со дополнително разгледување и така натаму, и дека гледам дека упорно се доведуваме па на почетоко, исходот е тај, и како што пред малце спомна, мене, јас утре имам разговори околу тоа, мене никој не ме прашува како правен представник на општината до кај си или било што туку треба да се устроете. Тоа се збори. Така да, јас според моето мислење, јас не сакам, немате да ме сватите погрешно, јас не сакам да има покачување, како и што не сакам да има покачување по разни основи на целокупното живење у нашето општество. Гледате што се случува, не е од сега или од пред 4 месеци и 5, значи после короната гледаме дека има драстично зголемување по сите основи.
Така да ние не можеме да бидеме исклучок. И не можеме да бидеме пристрасни па мали или било шо. Ова сега што го гледам пред мене е коригирано по ваши сугестии и представки. Не целосно. Се извинувам, добро се извинувам, ти благодарам, даш. Меѓутоа, дополнителното враќање е дополнителен финансиски, да предизвикува дополнителни финансиски реперкусии по нашето работење. Мораме да се устроиме, луѓе, тоа треба да го сватиме. Ние мораме да се устроиме по тие европски регулативи што ни ги налага. Значи, североисточен регион, да, мора да се устрои и верувајте дека и после нас ќе видите и сами да сме само живи и здрави, ќе бидеме сведоци дека управувањето и манипулацијата со отпад ќе стане скапа работа. Како што е примеро од другите држави, соседите ги зборат. Ние сме тие пионерите што мораме да донесуваме такви одлуки, меѓутоа тоа и тоа. Кај нас има, еве ќе ја прашам советничката, она има линкови со странство и таму. Ќе ја прашам колку она со манипулацијата на отпад и колку таму едно домаќинство плаќа. Значи, кажувам го како пластичен пример. Не можеме да ги споредиме нашите тука приходи со приходите од странство и со тоа да ги споредуваме и трошоците колку таму плаќат и ние тука колку плаќаме. Таму, како што, да, услугата е таму на ниво. Ни изнасат станарите канти, ни домакинства, таму си има хаусмајстори што си тоа одржуваат и си е се на ниво и за тоа си плаќа. Добро, ама треба да почнеме од некаде. Значи треба да почнеме од некаде, а не сме ние, пак ќе кажам, ние сме пионерите у оваа целокупната работа, меѓутоа дека треба да се донесе, да се почне од некаде, треба да се почне. Градоначалниче, благодарение на тие дискусии и на предходните 2 или 3 седмици уназад, ние дојдоме до некакво решение. Не гледам проблем зашо да не се направи една мала ситна корекција. Затоа што се останува исто на целата одлука, тражиме само да се направи една мала корекција и тоа да има покачување, ама покачувањето да биде дупло. Не гледам зашо има проблем тука. Значи, решение имаме. Само да се направи една мала ситна корекција. Може да се свика управен, можеме да свикаме совет, можеме тоа да го изведеме у рок од 10 дена. Не знам зашо има проблем. Дали мислите дека со тие 1000 денара ние ќе излеземе на крај со целата ситуација што имаме? Со 1000 денара ние не можеме да ја раздужиме ни општината ни комунално. Јас не гледам никаков Со 20 продавници. тоа, меѓутоа, ако веќе биде предлог даден, нека биде конструктивен и нека биде целосен. Мене тоа ми беше збора. Затоа што е во веќе враќање не знам по кој пат. Тоа ми беше на мене само. Ама тоа е, ама глед по кој пат само тоа. А моментално сега на разговор од овој совет, значи како Сања што кажува дека Ако не, извини што ја прекинувам директора, ако ценете вие, нека биде по метар квадрат. Да. Може би тогава ќе бидеме најцелосни. Сега после овај одржан совет има гласови ќе се слушнат по населението и може ќе ми дојдат па на мене некои од големите преработувачки капацитети. Ќе речат ово е превише, ќе мора 1000 dinara. Јас имам околу 20 до 30 работника, ќе плаќам придонес, плата, кирија, струја, вода, се поред ќе ми ставя на куп, ќе речем тоа е на рата од кредитите, те молам да ме ослободиш не на 100, на 500% да намариш. Од 500, еве сега поставаме тие за платјале може по 500 dinara. Фабрика Еко зрно е платјала 500 dinara. Фабриката Чеширово са ема стил сите по 500-600 dinara. И сега треба да ги ставиме 8.000. Да, ама за тоа е наведено големи правни субјекти кои создаваат вонредно големи количини на отпад. А од 500 до 8.000 Франческо колку е покачување? Викам вонредно големи количини на отпад. Тоа не е само кај нас. На градацијата колку е? За тоа зборам од преска дека категоризацијата не е добро направена на сите објекти. 500.000 за една канта. Од какво мислам, фактурите што ги гледам, да не речем уна за 20 години, уште кој беше фабриката Агрогрга е 500 dinara. Еко зрно па е 500 dinara, 600 колку е таму 525, не е битно занемарлива работа. Евроконтрол 500 dinara. И сега 8.000 dinara ги ставиме на тие па што ќе кажам? На
Значи ја па населението физички лица, ама и правните субјекти се многу битни. Значи превозувачките капацитети, таму има некаде околу 300-400 луѓе што работат у млекара, у марихуана, у фабрики зори што земат плата. Ајде да бидеме искрени. Председателе, извини вака без дозвола, ама ќе овој ајде да бидеме искрени, малите субјекти овие, поготово колонијалите. Зошто не бидете искрени и целосни у исказите? Па пред секоја продавница ние знаеме дека се собират и дневно се прават по 100 лиминки и по не знам колку гајби пиво што се испијат, затоа што пред продавница се купат и каде се депонира тоа? Каде се депонира тоа? Подобра е да воспоставиме ред и на тоа, ако треба. Дали право има да продава, дали право има да се пие пред продавница, ако веќе навлегуваме у законските регулативи. Туку што треба да направиме? Ако воспоставиме ние таков режим на функционирање на тие мали колонијали, значи ние треба да ја ускратиме асоциализацијата на целокупното население, поготово во помалите места, каде што немат ништо зборам од угостителски објекти. Значи, тука треба да бидеме пластични у тај дел. И немојте суопарно да сваќате дека мал колонијал бил со една канта. Јас ви гарантирам, прости директоре, ќе те молам, јас ви гарантирам дека секој од тие малите колонијали повише депонират и експлоатират отпад за разлика од некои марки, затоа што знаеме дневно, јас сум вртел лично со кола, од кога сум сега засегнат со оваа ситуација, дека тие имат многу поголема експлоатација на отпад, тоа депонирање од толку другите. Добро, во ред, ја не можам, не сум тука, значи треба, јас, достоинствено ќе кажам и ќе се повлечам, а секоја противречење и лично уверување или убедување, тоа е одлика на индивидуална работа и размислување. Јас не кажувам фактичката состојба и нема кој што може да ми го побие тоа. Славе е жив сведок, живее до продавница. Уклучи микрофонот. Ние имаме земјоделска аптека, имаме и други работи, има и аптеки, значи тие не депонираат толку отпад. Значи, спомнав го преска пример, облишao лично на мене, што ми спомнава, што ми сугерира, тахограф, значи правив му обет, јас со него колку викам ти свршиш отпад, викам по неколку пакетки смоки, значи тоа кажа цинично за фраканци. Сега тај не можеш да плаќа од 500.000, да, некои продавници поголеми да, ама не може и такви некои дуќани што не прават ништо отпад, сега ние да ги качиме не дупло, него 4 пати дупло. Тие фирми што ги сега спомна, тие не плаќат ни фирмарина. Што си има фирмарина да се... Па зборам за културата на обврската. Еве се аналогија на немаме регулаторна гилотење воспоставено на ниво на општина. Значи тие луѓе што ги спомнувате вие како медиокритети, типични репрезенти, тие немаат воспоставено култура на однесување за плаќање на режиските трошоци. Значи советникот благодарение на Стојанов што даде предлог. Ние воспоставиме еден ред тука у нашата општина. Значи истите тие луѓе не плаќаат и фирмарина, а па јас со најмала рака би очекувал дека они ќе бидат приемчиви околу манипулацијата со отпад или искрени на крајот на краиштата дека они ќе ти кажат колку он депонира. Толку. Ти благодарам и прости. Мислам тоа е заеднички, не тука не сме дојдели да се караме и да се подруваме. Нема ѓубре. Јас ќе наредам, ќе задолжам сите континери да бидат повлечени како што е пред продавница секаде пошто нема ѓубре. Една канта е канта. Останува 1000 денари, нема да има континер во селото. Како што е Чишиново 3 континера кај Маркето, Кучишиново тамо континер, Спанчево тамо континер, нема да има континери. Остануваме на една канта од 120 литра. Тоа ќе биде изнесено, секое врзано кесе нема да смеат да го погледнат, а не да го изнасат. И натаму Океј, и да си биде регуларно секоја недела, а не преку 2 недели или преку 2 недела. Сега временските услови. Какви се?
Сега сакаме да кажеме дека и вчера требаше да се изнася ѓубре, така ли? Малку треба да бидеме повразумни. Добро, директора и градоначалнико ги имат нивниот став, советниците секој си има свој став. Мислам дека не сме далеко опште од договорот. Само тоа што кажа и Слави, и Франческо исто, па и Сане Прескал кажа, многу доваѓа 300% се качи, така ли? 300% на днешка. 100% уред за тие фирми, ама 300% е стварно многу. Чисто да размислиме, да видиме. Плюс тоа, без разлика са тука сме сите политички, изборна година веќе иде. Проблеми е. Ово покачување и за војки ни дигат на рогово, мислам, натам ја секој за себе си знае. Не значи дали се кандидираме или не. Тоа значи за самите партии, за самата политика си важи. Добро, без разлика се знаете дека секаде тоа, те што кажавте, вие преска го кажавте, со години не е покачено ѓубрето. Да. Добро да ја јасно. Добро, значи сега тај став е мој. И поддржувам ги советниците, таа да се коригира. На јадарка, другото се уред. И овај месец може да одржаме уште еден совет. Вие имате ли управен одбор, не ќе закажеме советот, вие имате денеска управен одбор, советот ќе биде од 2 сата, пример, истиот ден, ако треба. Самото ово, ако имаме некои поплаки од правните субјекти, ако дојде некој рече 8.000 динара е превише. Ќе го враќаме ли одново па? Тие за сега нека останат, па натаму одека знам, тука и градоначалник и ке него ќе реагират, ако он реагира и ние ќе реагираме после. Како единка Евроконтрол гласа за со еден глас, а народот гласа со 4 пенкала. А он е единка, еден и ништо не ни може. За мене е многу значено. Правните субјекти ништо не може. Ајде некој оде по метар квадратен и некој оде по метар квадратен и Ама тоа по метар квадратен е процедура, тоа 3 месеца, 4 месеца. Јас ке најдам правилници. Што се кери? Ке најдам ќе правилници. дојде некоја куќа што е со 300 квадрата, во место 400, 200, ќе дојде до 2000 динара. Директор, сакам да кажам, не да сме близко, скроз сме близко. Само те тоа што од некаде да станеше збор за тоа кој беше представник овај Јас мислам и тоа ќе се коригираш. на пазарот може да се пазариме близко. Сега веќе сме ни донесели некоја пресветка сме направиле. Наредниот управен одбор ќе размислуваме како да настапиме. Дали ќе одеме по квадрат, дали ќе одеме што ви предложив тоа по 100 денари и со 500 и до тука, да биме хуманитарци, па додека иде. Не ми е јасно зашо водеме инат. Значи ние водеме инат, немаме дискусија тука. Ние се инатеме. Некој нешто ако каже, другиот се инате. Франческо, гледај. Тражиме решение. Решението е тука. Инат нема. Ставено беше на гласење. Сега овој веќе Зашо на претходната седница на нас никој не ни кажа дека се планира да бидат овие цени? Само ни се кажа дека физичките лица ќе бидат со 300 денара. Немаме ништо спомнено за никаков предлог за другите. Ни за правни лица, ни за големи правни субјекти, за никој. Дали мислите дека вие со 150 динара покачување? Значи ние тражиме да се покаче дупло. Не тражиме да се намале, не тражиме да остане исто, тражиме да се покаче дупло. А не 400%. 1200 и 300 корисника. Ја не знам што е проблем за да се покачи дупло. Ама за тоа сакам да ти кажам дека ви не мора да покачуваме. За 1200-300 корисника по 50 динара што ги покачуваме. За 60.000 до 80.000. Директоре, малку ли е да покачиме дупло? Малку е дупло да покачиме. Не може да е малку, затоа што не Славе управо ние почнаваме со 100 денара. Види додека дојдеме. Значи проблем е да покачиме дупло. Пред вас не се добро. Ама што не интересира нас за тие пред нас? Ние треба да станеме бележки. Па не дело од вас и по трети и по пети пат тука. Нема кој се Ај, по молам, пети пат. Извини, Франческо. ама тука сме сите по Ајде молам еден по еден земите збор само. И па добро, јас земам збор. Добро, збори. Ти Утиславе се предадеш. Значи кажав го моето мислење, кажав го мојот став. Намести го микрофон. Значи не знам зашо водеме не инат. уклучи. Значи донесено е решение. Решението е тука, тоа е. Дискусија имаме на претходните 10 седници за оваа точка. Дојдеме до некое решение, не знам зашо е сега проблем да се покаче дупло. Тражиме да се покаче дупло, не тражиме да се покаче 400% или да стане исто. Кој други? Кој други? Хубаво пишува. Ја 10 пати спомна дека категоризацијата не е добро направена. И ние викаме сега другите. Шо другите? Вика воредно големи количини на отпад. Шо е проблемот тука? Значи, убаво да се категоризирани како точки. Мали правни субјекти, големи правни субјекти што создаваат воредно големи количини на отпад. Ако треба некој да од малите да улезе у големите правни субјекти, нека улезе. Ако треба некој да остане кај малите, нека остане. И тоа е.
Тоа са мали корекции. Добро, благодарам. Повели Филипи. Питай нещо, шо е. Само ги намалиме од физичките лица од 500 на 300 на Дека ги имаше ти овие? Имаше. Имаше и порано, имаше. Само го имаше 500 за физички лица и ние го намалиме на 300. Точно, да. Филип е управо. Имам архива дома, баш ќе проверам. Сега ще повели. Слушай, ја пратејќи вака дискусијата гледав дека проблемот настанува само с така наречените селски продавници. Значи тие малите колонијални објекти. Сега тука директор спомна нешто многу добро така. И мој предлог е да јавното како јавно, кој ќе отиде у таа продавница ќе имат контейнер. Ако сака да ја остане контейнерот, нека ја остане цена 2000 дарки. Ако не ќе да го тргне контейнерот, нека остане 1000 дарки, нека го прави. Само проблемот со само селските продавници. Тука е веќе очигледна ситуацијата. Значи еве за Ударци пример ќе зборам. Ударци има контейнер, кој ќе дојде да се подигне од ти сакаш да ти остане контейнер да види цена 2000 дарки, сакам. Останува контейнер цената му да. Ако не сакаш 1000 денари ќе ти види цената една канта, али од вреќе повеќе да не се фрла. Како што кажате вие, од канта. Саша, што ќе прави другото ѓубре, што го има? Депонија ќе направи околу се живо. Нека казна Не може тоа. Тоа не може. Нема повеќе ѓубре, не се Тачно е тоа, тоа. Остануваме на Значи, тај став. ако нема повеќе ѓубре да не прави Со тоа диви депоници се створат и се не може да повеќе. створи диви депонии. Председателе, нели немаме повеќе ѓубре? И за тоа иначе ака друго нема така. Овај му речол некој. Горе не може да ги изравнем сите, само едно е Борилчево, друго е Облешово, значи различни се тие. Само еден по еден ќе ве молам за завршење воете. Ја мислам дека прилично се виде ставо шо е. Ако сакате ќе го ставиме и на гласање. Ако не помине на гласање, нека се преработи поново и готово. Моли? Боби. Повели? Според мене ово е таман. Ако така правиме дека малце фрла, треба да појдем од домакинство на домакинство и секој да гледаме кој колку фрла, па така да ставаме цена. Дали некој фрла едно кесе, за правните објекти, за продавниците баш. Збореме за покачување од 400%. Добро. Ама 400% Франческо, и ти го доле, донесе- и кај големи правни Тоа е субјекти. негово мислење, он си кажува и кај неговото големи, секаде е 400%. И кај големи правни субјекти нели е 400%. Па не знаеме. Само не опаѓате у збор, ако сакате. Не знаеме колку депонира. Затоа треба да Секој си појдеме има право на свој збор, свој предлог. од куќа на куќа и да гледаме кој колку фрли и така да наплаќаме. Добро, мислам дека е исцрпен разговор. Некој ако има уште нешто, нека се пријави. Само да прашам дали некој има информација, например, кочените дуќаните, те Франческо има дуќан, некој што имат ситни продавници, те аптеки и такво, колку плаќат за комунално, ако може? Кај мене комплет сметката е 1500 денара за се. Кај мене дома е 3500, а па не е правен субјект. Ај са не повели. Завршено. Пред малку градоначалникот што кажа дека тахографот тие некои не плаќале и фирмарина. Тука проблемот градоначалниче до општината. Општината значи виновна тука. И сега дојде се до гласање и са вие имате право на сугестија. Сега мислам замолувам ве да не налегате толку на нашите одлуки, да речеме. Секој има право да каже, него ние си имаме, јас лично си имам став, секој си има став, како да биде да се најде заедничко решение. Тоа е. Добро, благодарам. Ставам на гласање предлого од управниот одбор на усвојување за суновите цени. Кој е за?
за новите цени. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добро, констатирам дека предлогот е усвоен. Воздржани? Против? 1. Добро, благодарам. Да. Добро, продолжуваме натаму. Програма за работа на ЈПКД облечен материал имате. Дали некој бара збор? Тука е директоро со програмата. Директор има ли нешто што да објасниш на кратко? Програмата имате сите пред вас, кој нешто сака да праша, може слободно, па тоа е уцело спишано е. Образложено програма. Добро, од советниците некој дали бара збор? Повели Сане? Дали платата на сезонските работници се изплаќа од сметка на општината или пак општината ги префрла на ЈПКД, а ЈПКД на работниците? И па уште едно прашање, прво може тоа да го... Од општината на ЈПКД, па ЈПКД на вработените. Така. Добро. Ланската програма за 1.2 точка 5, значи сезонските работници по програма за јавни работи 750.000 денара, а и за ланските приходи исто 750. Значи платата се зголемува, а на нив останува иста сума. Па може е намалено од броја на вработените, а сумата е задржана. Некогаш работеа по Чишиново беше во општината 20 души за по 5.000 денара, па после почнаа 13 за по 7, а сега има 4 по 25. Па ќе има, ако не се и тие добри, ќе има 20 за по 50. Има луѓе кои ќе извршуваат работа, може и еден ако се нафате да заврши 100.000 сам ќе земе. Значи намалење броја на вработените, а е покачена платата. Согласен. А сумата е таа. Лани на оваа седница, после Нова година, имало е квартален извештај за финансиско материјално работење на ЈПКД од 1.10.24 до 31.24. Дали службите не се спасале или ти треба на друга седница да има тоа? На друга седница сега на друга треба на место ќе биде изготвено. Ајде, тука друго имаше нешто, ова мајте. Добро. Дали друг некој бара збор од советниците за програмата? Повели Сане? Ќе викаше да нема видео тука. Расходите 19 судски, нотарски, адвокатски трошоци. 100.000 денара, лани е било 60.000. На што се должи тоа зголемување? Тоа се должи на повеќе тужени предмети. Значи нотарите и адвокатите и ги плаќаме спрема сработеното. Така. Добро. Да не речем повеќе од 50-70% од сметките беа обтужени. Сега ќе бидат и сите што се над 3 месеци. Значи до 3 месеци толеранција, над 3 месеци со четврта сметка ќе биде секоја обтужена. Во рок за 10 до 15 дена со мало известување до граѓаните. Добро, некој друг дали бара збор од советниците? Појаснување нешто, ако некој нешто не му јасно? Не. Ставаме програмата на усвојање. Кој е за? Благодарам. Воздржани? Против? Не. Одлука за одобрување финансиски средства, работно ангажирање на сезонски работници. Тоа е
Тоа секоја година го има. Директор е тука па. Да, имаме на барање за минимум 2, максимум 4 работника за сезонски за јавното комунално предпријатие и два неопходно веќе се и појдени на работа тие, зашто нема могуćност не можеме да функционираме доколку не са, а по могуćност и плюс двајца, пошто веќе февруари, март натаму се пројавува повеќе работа, паркови, гробишта, косење, грањки, кастрење, сечење, ние сме на мален број совработени, така да имаме потреба од минимум 2, максимално 4 сезонски работници. Што од секој ше постојало, само ни треба мала помош, субвенција од општината. Бидејќи со блокирана сметка не можеме да го подбиреме долго време, плата не можеме да ја дадеме. Добро, благодарам, директоре. Малку од правничката појаснување. Само малце директора да ви објасне, претходните години средствата се исплаќаа со трансфер до ЈПКД, па они на работно ангажираните лица. Оваа година барањето се однесува директно да бидат со договор на дело преку општината за тоа што се со блокирана сметка и нема да можат да им ги исплаќат месечните надоместоци. Тоа директорот само мало објаснување нека даде. Да, кажавме дека сметката на јавно комунално предпријатие е ограничена. Располагаме со 625.000 денари. Толку можеме да потрошиме. Рамката не е толку, лимитот е тај. И нашите потреби во јавното комунално предпријатие се поголеми од 625.000, затоа мора тие двајца минимум, четворица максимум, што мора да ги имаме работници, да бидат ставени со договор дело општина Чичиново Блешево. Парите, платата да се исплаќа од општината, а не да ни се пушта на нас како комунално, па ние да ја префрламе на нив. Дали тоа прашање што постави ја, вие мислам преска ми речете дека ЈПК општината префрла на ЈПКД, ЈПКД на работниците. А Дацка што ја разбра? До сега до 31.12.2024 е било така. Сега веќе не сум во могуćност тоа да го правам. Аха. Значи Дацка кажа друго. Значи јас говорат. Затоа имаме поднесено сега први месец 25-та. Тоа е некоја нова ситуација што така мора да биде, едноставно друго нема. Добро, дали некој од друг од советниците бара збор? Два до 4 мислам. Директоре, колку работници тоа е? Минимум 2, максимум 4 работника. Према потребите на службата, како имаме потреба. Секој месец различно може да биде. Нека биде така, 2 до 4. Он 4 ќе стои, ама нека го ангажира двајца. Добро. Ако има потреба, ќе бидат ангажирани уште еден, па може уште еден. Максимална бројка е 4, а минимална 2. Добро, докато ќе биде на 4, па вие колку може, како треба така ќе ангажирате. Мора така да биде. Добро, благодарам. Ставаме одлуката на на гласање. Извештај за извршување на буџет. Директор, мисля дека нема друга точка за вас. Сакате да седите, не е проблем, само да... За Кучино, за... Последната точка. Што тендер треба да се направи за одржување на улично осветление. И у Кучино, што е там оштетено нешто. И дај таа точка сега да разгледаме по пост. Може така, нели? Да, и ние имаме како комунално поднесено од општината помош, пошто тоа некаде дефекто се појавува околу 800 до милион денара ќе биде. Ние тоа не можеме да го санираме сами без помош на општината. Општината колку ќе може и тоа да знаеме. Дефинитивно ово што го работиме таму со тај водовод сега е на дневно ниво 5000, 6000, 7000 бензин се става огревано, троше 24 сата. А тоа не е трајно решение. Веќе вчера дел од вработените општината што беа прашувале дали во подошло за кабел бил некаде околу 700 денара по метар, а околу 1000 до 1100 метра треба кабел да се пуште нов. Тоа е 700-800 или само кабел. И плюс други дефеци што има направено, така да до 1 милион ќе стигне. И затоа оставаме општината да го реши проблема, ако може со помош ваша да се изгласа буџет. Како го има. Добро. Некој дали бар збор околу тоа?
Ќе гледаме ќе тражиме напред ако може да издвоиме средства за да ви помогнеме. Знаете дека многу не е скратен оваа година буџето. Во март мислам дека ќе има ребаланс, ако не ви се брза или По-брзање нема. нема. Оттековни, да. Ако може, да. Надмерно ниво сме по некој си, да не речам, 70-100 евро, 4000 динара гориво. Ако така продолжиме цел јануари, цел февруари, март, половината дека ќе го платиме во бензин. Секако сме и лимитирани со гориво колку можеме, ама ќе тражиме начин да ви помогнеме. Од тековните резерви. И граѓани на Кучишиново кај Јојино што се палиле се пошара со милат и пари по динара по 200. И тоа не е добро што за бензин да се купуваат сами. И тоа не е добро, па многу надминава и тај проблем. Добро. Затоа мораме што побрзо да реагираме со станиците и со напојувањето да го решиме. Нема време за чекање на станиците. Сега не исклучил микрофон. А комплет ли трафостаницата однесена со се? И кабел нешто таму ишо. Клучно стошена е, трафостаницата се стошена целост. Одеме со од нула, од последната куќа запознаја саме дека имаме точка координати од ЕВН и добро одобрение се, од таму пуштаме кабел 1000 метра до пумпата дека е. Така е некаде катастарски измерено околу 1000-1100 метра се точно не може да знаеме со копањето ќе видиме и тај кабел да прескап држава. У тај случај се уклучите у линијата, така ли? Да. Добро, тоа е подобро. Добро. Добро. Тој повеќе нема да има кражба, ама ако можеме се да спроведеме. Опција со бандери да одеме, таа е по-едноставна, не е по-едноставна, по-финансиски изгодна. Или со подземни се, некоја алтернатива се види каква. Тоа ќе оставаме тие што ќе работат инженери и се поред тоа да го Добро, припнаме точка 9 точка. Разгледам се за Кутчино за што е припнаме две точки. Јас извинувам поради телефонот од урбаниста. Па добро објаснија што е како е работа. Само ќе ве молам додека е директорот тука една мала сугестија директоре, пошто поради ново настанатата ситуација директорот претпоставувам дека ви ја има образложена целата ситуација. Ние како општина имаме дополнителни оптеретувања. Знаете дека за да се обслужува самото населено место, ние набавиме, тоест позајмиме агрегат. Истиот агрегат е на бензин и ние сега како општина имаме обслужување со тај дериват и така да неопходно е за да ние како општина бидеме покриени со едноставно информација со ваша одлука околу рефундирањето на самите средства. Тука е Сања, може да ви објасне околу тоа. Кажали го, да, јас се извинувам, ама пошто имам и друга работа околу моето искачање од самата седница. Меѓутоа, за да бидеме правно нормативно покриени, е неопходна и таа работа. Меѓутоа, ние го тоа покриваме, значи не е само на еден, значи тука се повише луѓе уклучени околу доставата. Додека не се реши ситуацијата, ние мораме да продолжиме со тоа темпо, затоа што верувајте дека луѓето не можеме да ги оставиме без вода. Добро, благодарам граначалниче. Значи ситуацијата е јасна, тоа е неопходно, мора да се таму уложат средства, па ако треба на рати и било како ќе се тражи чере. Граначалникот таму ќе се договара како ќе прави. Добро, ставаме точката на освојување, која или са не повели. Значи во овој случај, во ударниот момент на дефект, голема благодарност до градоначалникот што сочувствуваше со населението со проблемот. Дури ние потражиме една количина на вода, флаширана вода. Кажа градоначалникот пресред вика, таа е малку количина, дури ја дуплираше количината. Кога сам веќе тука и директорот на јавното предпријатие и до него голема благодарност што до сега реагираше се, пато ни е чист
од Борулчево до Кучичино, оти таму е некој осојак и постојано има мраз. Сега е фрлено сол, фрлено е песок, и пато е стварно феноменално. Значи неколку години ова не се е случило. Сега исто со бензино. Значи проблем е тука и има дечки што одат постојано, идат до бензинска да земат гориво, па носат таму и они, значи можда и ноќта да одат, плюс и на градоначалник се и градоначалникам повеќе на директора на јавното предпријатие, значи треба да се изнајде решение за селото. Значи не само да гледаме за себе у смисол долните куќи на селото да имат вода, горните, од нема вода, реагираат додека дојде вода, тие горните куќи немат вода, додека тие долните постојано си имат вода. Значи да се најде тоа решение со градоначалникот, значи јавното предпријатие знаеме колку е моќно, значи општината да се изнајде тоа решение, пошто и тие дечки што одат малтретират се, па плюс тоа и доваѓа некој до префрлување, а вие ставате една туба таму, една у колата и така, мислам, и ќе се откажат. Ќе има поголем проблем. Фала. Добро, благодарам, Сане. Можем. Благодарам, председател. Да, издржано е ово, да, јас и саботата бев, мене не ми е проблем кој немamo врски, јас саботата бев на достава на бензин, меѓутоа од понеделник до петок склоп на околности и работни врски и одење надвор од нашата општина, ја нема да можам да бидам секојаш оперативен. Ворете тоа е, ако цените дека треба, ние можеме и додека се среде ситуацијата, а верувате дека со временските околности, метеоролошките, зборам дека нема да биде кој знае колку брзо и експресно. Ако цените можеме да ангажираме и лице кое што ќе биде со авторски договор, што ќе биде обврзано, обврзано, заангажирано за да може да обслужува на самиот агрегат. А околу бензино ќе мораме ние да донесеме заеднички одлука за да колку е неопходно до решавањето на самиот проблем општината да мора да биде оперативна околу тај дел. Инаку има неколку алтернативи, директорот, ја да не се повтараме, ќе скратам. Има неколку алтернативи кои што ние мораме па да се консултираме со електроинженерите од електродистрибуција за да ни го дозволат тај пристап соодветен што ние го бараме. Дистанцата не е мала, околу 1000 метри. Чекаме денеска да ни стигне тај првичното фактурирање за самиот приклучок и јас се надевам дека ние не седеме тука со скрстени раце, знаеме дека кои се тие финансиски импликации што ни ги представува оваа ситуација, меѓутоа пак ќе кажам и ќе завршам дека колку и да е неопходно, ние мораме да бидеме оперативни и сервисни спрема граѓаните. Исто помеѓу сите овие набројани точки, нека биде целокупна одлука, нека биде ставена и нека биде спомната и водата, нека биде спомната, пошто имаше таму и луѓе, не сум бил сам, пошто знаете дека ние како општина немаме тендер, значи јас откако заедно со вас дојдеме тука и јас ги тендерите за набавка на алкохолни и безалкохолни пијалоци, јас ги укина. Не сум требувал ништо околу тај дел и за тоа ќе ми биде неопходна и одлука по однос на доставената вода у самото населено место. Ви благодарам. Благодарам, гранчалче. Дали некој бар разбор? Повели Сане? Ја се извинувам се. Дека постои опасност градоначалници и агрегатот да го крадат. Значи, тоа уште поголема штета. Точно, постои и да го крадат, постои и да прегоре. Нон-стоп работи. За прегорување ќе се поправи некако, а ово крадењето е
ново. Финансиските го рамен како на постаниста нека. Така. Многу со нула работи часови ми го дадоа и така да добро ми даваше Па, толку. Не Кучичино да ти кажам, поверение име у Кучичино. Три пати разбиват. Така. Да ја запалија Кучичино има нанесено околу половин милион евро штета на општина Чуйна. Ајде се за пречистителната станица, Ајде да не отвараме, да не отвараме за ова, а за Кучичино да ти кажам, градоначалникот што донесе таа водата 3 дена стоја на оноа никој не зема. Кучичино добри луѓе сме били. Па тие што се украделе веројатно. Немам појма. Полиција си има, снимки тржија да доми и снимка. Што сега? Има си институции, тоа нека си гонат. Добро. Углавно штета народот ние алуваме. Значи сега беше точката за одлуката за одобрување за плаќање на текмените резерви за санација на состојбата водоснабдување во Кучишино. Да. Значи таа одлука ќе дојде, ќе се стави и бензин и водата за населението што е зимена. Или посебно. Не бе тоа се накупник иде, зашо. Добро, некој друг дали бара збор околу оваа точка? Не, ставам ја на гласање. Кој е за? Благодарам, едногласно. Воздржани против него. Сега бебеме извештај за извршување на буџет на општина Чишина Обличе. Тука е Сања, повели Сања. Имате материјали? Извештај за извршување на буџет на општина Чишина во Облишево за период од 1.1 до 31.12.2024 го сочинуваат К1, К2, К3 образеца. Во К1 образеца ќе се реализирани приходите и расходите, така што од вкупно планираните приходи на буџетот на нашата општина во износ од 127.521.080 денари, во овој период се наплатени 87.411 денари, 87.411.482 денара, или вкупно околу 68,55%. Додека од расходите во овој период од вкупно планираните се извршени 82.991.418 денари, или околу извршувањето изнесува 65,8%. Сега овде не составени само финансирачките активности на Климет Охридски, малку закъсна да ни ги пратат извештаи за да ги внесеме во буџетот. Јас денес ќе ги внесам и мора да ги испратиме до Министерството, К1, К2 и К3 образец, што мислам дека извршувањето малку ќе порасне. Да, малку повеќе треба да порасне. Внесувајќи, ни ги пратеа во петок, но сепак фалија извод број 16 и извод број 32 и мораше поред да ги внесам. Вчера ги потраживме и повторно не ги испратеа поред. К2 образецот го сочинуваат извештај за доспејани ненамирени обврски, вкупно изнесуваат 16.045.091 денара. Може да ги погледнете контата, според кој е плаќено, на кој конто колку е платено. На совет. Тука се и кредитите. Да, тука се кредитите. Да. Да. К3 образецот се го сочинуваат кредитите, во септември и во август се платени кредитите. Првиот кредит ни е главнината 764.357 денари, а вториот кредит 464.641 денари. Ќе мора да збираме сега пари, па имаме кредити во февруари и во март, со тие суми, плюс камати, накнадно што ќе стигнат. Тука би се казни. Да. Тука би се казаните пенали околу 4 милиона и 200 хиляди што ги имавме спрема фирма. Знаете за продажбата на земјиште, значи таа е динамичен план тука ставен.
имаме извршување декември месец имавме извршување. Да, и тоа извршување. треба да се спомне да го знаете дека декември месец веќе сме на крај. Ја мислам дека февруар месец, можеби март, ајде не многу да не бидеме оптимист, ќе ја деблокираме сметката. Значи и тај момент е добар. Сега колку е, да, ликвидни сме уплаќањето, меѓутоа од друга страна па недостаток ќе има у реализацијата. Ама тоа е тоа. Сплет на околности, затечена ситуација, а ние како правни представници мораме да ги наследиме и правата и обврските. Ви благодарам. Добро, благодарам. Сања, микрофон. Некој од советниците дали има прашање до представничката од финансии или појаснување? Повели Сања. Ланската година кажа дека јас дискутирал сум дека буџетот е добро, со добра кондиција. Значи сега имаме наплатени 87 милиона 400, да не ги читам, или 68,55, а лани е било 108 милиона 909 и е било 91,89. Значи тука е огромна разлика. После за расходи. Расходи лани било 107 милиона, добро е расходите да се намалат. 65 милиона, лани било 90, не 65 милиона, 90, 65%, а сега е лани е било 90,79, а сега е 65. На што се должи тоа? Друго прашање. Да, советниче кажавме дека не се внесени од климата. А не се внесени. А само финансирачките активностите не се внесени во буџетот. Во програмот треба да ги внесам, вчера не ги испратија комплет, треба да ги внесам и треба да ги испратам најкасно до 15 до министерството. Да. Тука сме, и дори имаме го намалено салдото по однос на кредити и камати.
Добро, благодарам, градоначалник. Повели Сане. Значи, кажате дека што е процентот што е помал не се вметнати училиштата. Дали е тоа неажирност на училиштата или порано е свикана седницата, пошто речоте до 15 треба да се пратат. Со оглед на тоа што ланската седница е била на 31 јануари 24 година. Добро, Сане, повели уште нешто кој имаш? Да, има. Значи, градоначалниче, не е во обвинување, туку е работа на дообјаснување. Ето да ми биде јасно. Значи, за обвинување има доста работи да се кажува, али ова не е тоа. После речоте, тука кредит, камата на камата. Па значи, тие кредити си имат и камата на камата, а ние си ги взимаме, не си ги земаме основните давачки спрема општината, во смисло на кирин и фирмарина, а камоли камати. Значи малку тука треба да се биде поажурен околу тоа. После имам образец К2. Дали ќе она и многу ситничко сега, ланската година беше поедро. Добро, за К2 ќе само? Па... Да. Да. Значи, лани утужени е било нула, на целата година утужени нула. А сега истата сума, дали за истите се работи тоа, 542-270. За истата сума, пошто погодено се секој месец исто. И дали износо, дека беше 6 милиона 879.207 плюс 7.897.895 е вкупен долг на општината. Тоа е К3. Некои 8 милиона. Кој ќе има конечно своје, тоа с колеги, се извинувам, ќе дискутираме околу тоа. Врте. Па е јавна седница, од јавен карактер е, може утре да ни се земе у било каков предмет. Заврши Сане, не? Повели деца. Значи, извршувањето е заклучно со 31.12.24 година. Значи, тоа се однесува за ланската календарска година. Сите овие информации ќе ги разгледувате повторно кога ќе ја разгледувате завршната сметка во месец март, заклучно, нели, со 15 март. Седниците на совет знаете, нели, како се закажуваат, председателот на советот, градоначалникот или тројца од членовите на советот, нели, кој ќе побара да има седница на совет и поради итноста на некои точки, нели, за да се разгледат, па и да се усвојат од ваша страна.
Друго што сакам да кажам, камата на камат. Таков израз нели не постоje, значи има законска камата и казнена камата доколку не се плате во рок кој го пропишува нели со договорот за кредитот што е земан. Значи таа се плаќа само кога нема да се плате рокот, а не постои како камата на камата, таа е казнена камата ако не се измире долгот во рокот што е предвиден. Добро, благодарам. Повелица. Зборот ми беше дека кредитите се, основите се плаќа и камати. Зборот ми беше, градоначалникот рече дека сум управо, значи да се поажурни, да се биде општината со овие извршители, со тие да се ги наплаќат давачките, в смисло кири и оваа фирмарина. Минатата седница градоначалникот рече, вика, те од тие фирмарина не добиме многу, ама покриме некоја дупка. Значи, па е тука, значи, тие пари одат у исти кош тука за општината, во интерес на општината, да. Добро, благодарам. Некој друг дали има прашање до представничката од финансии? Не. Ставање. Благодарам. Воздржани, против, нема. Сите се за едно. Сега иде извештај за реализација на одлуки донесени на Советот на општина Чешиново Облешово за од 1.10 до 31.12.2024. Имате го извештајот? Дали има некој коментар околу извештајот? Повели Франческо. Ја ќе бидам воздржан заради тоа што не од овај период, од претходниот период уназад има доста одлуки што не се реализирани. Благодарам. Некој друг дали бара збор? Не. Го извештајот на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани? 1. Против? Нема. Благодарам. Извештај за извршен попис на основни средства и сите инвентари. И сите инвентар тоа треба да е. Испуштено е. На општина Чешиново Облешово. Имате материјал. Некој дали има збор околу оваа точка? Дали бара збор? Ставам го извештајот за на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани, против, нема. Тоа е завршиме. И сега дополнителна точка за да се донесе одлука за тендер да распише општината за одржување на улично осветление. Значи јавното предпријатие оти не може да го одржува, не можеле електричар да најдат, па плюс тоа они не може да го плаќат таму преку нив и тука нешто. Општината да си го преземе малку работа поозбилно, нели, многу време. Чи измена на програма за јавно осветлување. Имате, значи, што само да се распише тендер, да се најде фирма која ќе одржува уличното осветление, значи тоа се старите светилки. Тие што не се под Телеком, како беше. Дали некој има околу оваа точка нешто? Не, нема никој. Ставиме точката на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани, против, нема. Чекай. Барање? Барањата за финансиска помош се барањата од претходната седница на Совет, со тоа што барањето за господјата од Чифлик е дополнето со документот што недостасуваше за примањата кои ги има на месечно ниво и остануваат и двете барања за лицата што се од социјален ризик од Чешиново, брато и сестрата. Значи првото барање е дополнето, председателот може да прочита таму колку се примањата на господјата од Чифлик, со тоа што тие и се од фирмата, а она има изјавено дека сега моментално користе болување по основ на, нели, оперативниот запад. Значи тие барањата се исти од Чешиново, онај пат, нели, настојуваме да се одобрат и Иван кажа дека треба да се одобре.
Значи, ние тогава разбрахме дека взимат пензија, не беше добро напишено, може и не сме го добро прочитале. Значи, парањето, они не са уште направиле документи за да взимат пензија, тие са лица како со посебни потреби. Значи, предлог мој е да се одобре некоја сума да и се луѓето малку подобре буџетот за додека се оправат. Иван, ти си отшинул предлог, пример, колку средства да одобреме заедно, посебно има од две лица, значи брат и сестра, ти ги знаеш кои са. Па колку е возможно, колку можеме, да. Па мислам напред што сме одобрувале максимум од лице 60.000 сме одобрувале. Ако е предлого по 6.000 на лице, на двајцата по 12.000. Дали некој има коментар околу во барање? Ставам го на усвојување. Кој е за? Благодарам. Воздржани? Против? Нема. Слажана се 10 за. 9. Сега Ленче Филипова и друго барање има од Чифлик. А што е во 27 дена? 27 дена има плата. А са на болување или што? А што онака болидува или нешто? Не сум гледал. А, тоа, дојка од страна. И на тие освојуваме до сега. Значи Ленче Филипова од Чифлик, отиде си Сладжано, на сигурно познава. Во Фенова, родна дојка. Плата има 27.000, са била на болување од страна на дојка. Значи тоа препоставувам дека е рак на дојка или што. На тие до сега и одобруваме по 60.000 на сите. Некој дали има коментар, предлог? Шест да одобраме на таа жена. Кој е за? Благодарам. Други барања нема. Добро. Констатирам дека седмицата е завршена. Предлози? Ајде, са не повели прашање предлози. Значи, извршен е попис за 24 година до 31 декември и има извештај на оваа седница. А извештај за прослава на празникот на општината е од септември и до сега уопште нема. Нистата реакција одговорено порано на претходни седници, одговорено дека ќе има следната година. Следната година е оваа година. Тоа е едно. Значи тоа ќе биде извештај на програмата за културни и спортски манифестации целокупно во февруари месец, не само на таа програма, туку ќе имате на сите програми што се донесени извештај за реализација на програмата, извештај за реализација на програмата за социјална заштита, извештај за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште, извештај на програмата за просторни урбанистички планови. Значи за сите во месец февруари ќе има извештај на сите програми. Добро, јас се извинувам, ама по барање на советникот требаше на другиот месец да се даде извештај, затоа што за Елинденските игри се даде одма последен месец извештај. Разбираш ли? Тогава на Елинденските игри за еден месец се даде извештај. И тоа да не се касне, не е проблем. Тоа е тоа. Што е потрошен, тоа не се враќа или не се исправа. Тоа е само да си има извештај, ништо повеќе. Колегата што ја снима седницата, значи он ја работи програмата за наредната седница ќе ви подготви извештај. Добро, благодариме. Друго прашање дали има советниче? Па не, како сугестија, значи извештај за прослава на празникот, градоначалникот кажа усмено и дека ништо не е потрошено. Тоа е само да се каже дека ништо не е потрошено и готово. И уште едно прашање, дали ќе може да се одговара, требаше на директорот, ама може и ние сме донесели одлука, може сум недобро разбрал. Зимското одржување, дали го врши ЈПКД или има тендер? ЈПКД го врши. Општината му плаќа на ЈПКД. Значи, знаете дека има механизација јавното предпријатие, не се работи како сега за уличното осветлување, па нема лице кое може работно да биде ангажирано. Општината ја донесува програмата, односно совето за зимско одржување, таму имате дел што се
плаќа за механизацијата, за потрошеното гориво и дел за набавка на сол и песок. Значи, после програмата се склучува договор со јавното предпријатие и само у случај, нели, како сега што имаме снег, у тај случај се префрлуваат средства. Претходно, кога имаше тендер, мораше да плаќаме авансно, без разлика дали ќе се јаве потреба за зимско одржување или не, за машините на тоа правно лице да бидат у приправност доколку има снег. Значи, во ваков случај, кога јавното предпријатие го одржува зимското одржување на локалните патишта и улици на територија на општината, немаме авансни трошоци за да се плаќат тие, нели, услуги. Добро, благодарам. Дали нешто друг од советниците нешто има прашање? Нема, констатирам дека седницата е завршена. Благодарам.